рече апостол Павле. Така и вие, ако го кажете неразбирливиот збор на друг јазик, како ќе ве разбере што кажувате? Зашто ќе кажувате богословно? Ако не ја знам смислата на говорот, за тој што ми говори, ќе бидам сличен на варварин. И тој што говори, варварин, е за мене. Ако се молам на тук јазик, духот мој се моли, а умот мој не дава плод. Тога што е? Ќе се молам со духот, а и ќе се молам со умот. Пеам со духот и ќе пеам со умот. Ако благословуваш со духот, како тој што стои на местото на неразумниот, ќе рече амин на твојата молитва, кога не те разбера што зборуваш. Во црква сакам да кажам само 5 збора од својот ум, за и други да поучам, одошто 1000 зборови на разни јазици. Секој од вас има псалм, има поука, има откровение, има јазик, има кажување. И секој од вас има псалм, има поука, има откровение, има јазик, има кажување. Јазик, кој не ги содржи сите своји зборови од етничката територија народот на кому припаѓа е не целосен јазик, половина јазик. Зошто загради на јазикот и збор? Не може да се загради збор. Народ кој учи половина историја е половина народ. Ако не знаете кој сте и што сте, нема да знаете и зошто да се борите. За кого да се борите? Тапарите ни ја греат душата. Дурлите не носат из историјата. Јазикот ни го следи животот. Да ја вереме македонската доблест и јумност. Да го браниме својот двор, своето прадедово огниште, каменот од вековните зидини, иззидани со пот и крв од нашите предци. И да дните на раскинување на македонската клетва. Време е Македонија повторно да биде света и благословена. славен во сиот свет. Како народ на сонцето, деца пород од боговите, и со херојски дела
ден денес уште не надминати. Ај да кренеме олтар на жртвите возвишени, обеликс на хероите и вече дом на незнаемите, за Вардар, Пири и Егеси, за славата на Пева, да нема граница и терор на твоите настрадани чера. Сложно да вимне глас, да потече од срца песна за братската љубов, да е светол споменот ко сонцето, за Филип и Александар, за Самуил и Гоце, за Кирил и Крсте, за сите нас. Да е светол споменот ко сонцето, за Филип и Александар, за Самуил и Гоце, за Кирил и Крсте, за сите нас. Македонци мои, што сторите, колку останавте, кај сте, што сте, каде одите, каде македонци? Уште ја носите клетвата која ја започна царот ваш Александар. Ја носам јас. Прости ми, Боже, прости ми што се дрзнав да бидам повеќе од колку што може еден земен човек да понесе на плеките. Прости ми. Прости ме, молиме, македонци. Не дозволувај да не сотрат, да не потоморат, да изчезнеме, да не снемаат, не дозволувај. Доволно плати македонскиот народ. Преплативме, изгина, Не парчоса, не кровоса, не цевгароса, не еремоса, станавме суд, предавници, клетници, недостојни да не има и да го носиме древното и свето име. останавме грст, онам, овам, понекој со истото величие како тебе. За показ како од освојувачи на светот останавме парче нива, парче планина, парче река, парче од човека. Боже Господе, Мајко земјо, небо и звезди, сонце кутлешово, и ти водо, ве молам, ве голнам, застанете со потоморувањето, доставеше Господе, доволно беше. Доволно плаќаше македонски народе за секого. Плативме и преплативме. Или сакаш, Боже, да изчезнеме, да не снема, да не однесе ветрот на историјата во заборав, да не нема. Тоа ли го сакаш, Господи Боже? Тоа ли е крајната точка на македонскиот народ? Тоа ли ни го спремаш? Плачат манастирските поди, икони, фрески, резки и иконостици. Слушај, ја слушате ли таа древна музика, тој духовен запис, водамарите, удира, татни, јачи, се оросува во бело видело. Слушај, Летај, македонецу, види птица, летај на темаго границите, на темаго погромот, делбите, смртта, колежот, предаствата, изродите, гибелта на темаго, налета сесторите, челати, изроди, крвници. Уште ли не се наситивте, струмници во смртиланската мрша?
Dođe zemljo moja, izviši se. Nijedan zid, nijedna ograda, granica, žica, nego je jasno pre Makedoniju. Makedonskата pesna da eči. Letaj narode moj, letaj Makedonijo, letaj belo videlo sonce moje sveto. Da je sveto spomenuto sonceto, za Filip i Aleksandar, za Samuel i Goce, za Kiril i Krste, za svite nas. Само сонцето е постаро од Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Bu hikayede Melek isminde olan bir kızın diline sahip çıkmaması ve Türkçe diline önem vermemesi için anlatılıyor. Haziran günleriydi. Artık okula veda etme günlerindeydiler. O gün Melek yine her zamanki gibi derse geç kaldı. Derslerden Türkçe dersi vardı. Melek derse giriyor. Git. Komşu öğretmenimle konuşabilir miyim? Bir dakika kızım, neden her zaman gecikiyorsun? Öğretmenim, tırnaklarımı hoşa sürdüm ancak kurudu, şimdi yetişebiliyor. Peki geç bakalım genellikle, bir daha geç kalma. Belki öğretmenim pekala bir daha olmaz. Öğretmenim, aramızda Avrupalılar bulunuyor. Meleğe baksanıza Türkçe dersinde nasıl da yabancı kelimeler kullanıyor. Sen kendine baksan Osmanlı doğru. Recai hiçbir ses vermeden yerine oturdu. Melek ise yerinde derse hazırlanmamış bir halde o şeyin arkadaşlarına gösterip övünüyordu. Öğretmeni de onu işiterek. Melek tahtaya çıkıp okul işlerini yaz. Melek tahtada okul işlemi yerine Fransızca devoir à la classe yazmıştı. Öğretmen herkese daha dönüp bakmadan bütün sınıf Hey ne yapıyorsun?
dersimiz Türkçe, Fransızca değil. Onun için düzgün Türkçe kullan. Öğretmenim ne gerek var ki Türkçe'ye? Zaten Türkçeyi biliyorum ya da ne gerek? Ben Paris'e gideceğim. Neyden lazım böyle arkadaşlarımın yaşadığı tarımcı hayatı? Ben Paris'te hayat süreceğim. İnşallah ama sen bizi unutmasındır. Haydi bizi boş ver de ama ana dilini sakın unutma. Sen Türksün ve Türk vatandaşı olarak yaşa. Sakın Fransız vatandaşlar olmayasın arkadaşlar. Pekala bütün arkadaşlarım tarımcılıkla uğraşsa da yine de okumak, çalışmak, dillerini yaşatmak için ne kadar çaba gösterdikleri hiç farkına vardın mı? Öğretmenim ben vatanım ana dilim için canımı bile feda edebilirim. Hiç gözümü kırpmadan, ardıma bile bakmadan. Ah Recai, kim senin gibi düşünüyor? Pekala neyse ama benim dersimde Türkçe konuşurken başka yabancı kelimeler kullanılmasını istemiyorum. Pekala öğretmenim, özür dilerim. Düşündüğümde insanın kendi ana dili gibisi yok. Vazgeçtim Paris'e gitmekten. Burada kalıp burada hayatımı sürdüreceğim. Ben burada doğdum, burada öleceğim. Bir daha yabancı kelimeler kullanmayacağım. Türkçe dilini biz konuşmazsak, biz yaşatmazsak kim yaşatacak diye. İşte budur öğretmenim. İşte Türk milleti, işte vatanımız, ana dilimiz. Melek bu sözlerden sonra hayat boyu hiç Türkçe kelimelerin arasına yabancı kelimeler katmamış ve arkadaşlarına hava atmamış. Sonra Recai ile inanılmaz arkadaşlıkları olmuş. Öğretmenlerine çok saygı göstermiş, derslerini çok çalışıp yılı peküyle bütünlemiş. Selcan Elif. Соба најава завршувам вечерашната приредба. Ви посакуваме пријатна и убава вечер.